Од контраверзна изјава до политичка корекција, изјавата на Билал Касами за можна заемна поддршка со ДУИ во вториот круг на локалните избори ги разбуди етничките тензии и предизвика реакции не само од јавноста, туку и внатре во владеачката коалиција. Но по неколку дена и средба со премиерот Христијан Мицкоски, нарацијата на Касами драстично се смени. Тој сега тврди дека бил погрешно разбран, а повикот за поддршка на Дахари бил, како што вели, изваден од контекст. Аналитичарот Александар Ристевски за Алфа вели, изјавата која ја имал Касами првенствено била апсолутно несоодветна и доста ги поларизирала состојбите. Сметам дека како општество и како држава воопшто не треба да навлегуваме во тој тип на тематика, каде што задираме на етнички поделби, поготово мешаните средини. Второ, исклучително битно во средини како што се Икичево, и како што е Тетово, како што е Брвеница, па и градови како што се Струга, Скопје и останатите, во ниеден случај да не се повикуваме на повикување на етнички, верски или било каква форма на делби. Со оглед дека е тој дел од една поголема коалиција, повеќе од логично е дека доколку истата во која не ја поддржува, во најмала рака што може да направи, е да ги повика гласачите да гласаат по свој избор. Покрај ретирирањето, Касами сега дури и се дистанцира од кандидатот на ДУИ во Кичево Фатмир Дахари, нарекувајќи го најслабиот кандидат, кој, како што рече, не направил ништо за граѓаните. Со таа наративна промена, Вриди се обидува да ја врати рамнотежата во кампањата, а Касами, и како градоначалник на мултиетничка општина и како владен партнер, испраќа поизбалансирана риторика. Ристевски за Алфа вели, средбата со Мицкоски на Касами му ги отворила очите. Дефинитивно. И тој и добар дел од критичната јавност, но пред се премиерот, апсолутно влијаеше и предпоставам дека и разговарано и дека е кажано дека на тој начин не може да се функционира, затоа што е тоа форма и на предавство интерно внатре во самата коалицијска влада. Вриди сега се обидува да ја врати рамнотежата во кампањата, додека Мицкоски испраќа сигнал дека коалицијската дисциплина и мултиетничкиот карактер на државата се црвени линии од кои отстапување нема.